Ovde ga vade, сега е прда таму. Овие којма, нели ставите овие којма, овие тоа се... Ова е инвестиција вредна 800.000 евра, со кој што се прави атмосферска, фекална канализација и изграден е топловод за сите овие објекти што се наоѓаат во негова непосредна близина, рабници, тротоари, улично осветлување, како и нов коловоз. Мислам дека граѓаните на овој дел од општината Карпош доволно чека и газеа кал и дека редно време беше да се направат сите овие инфраструктурни зафати. Јас само можам да им се извинам и што досега ова не е завршено од едноставна причина што чекавме изработка на новиот урбанистички план, потоа се изработува сите потребни проекти за изработка на овој навистина крупен зафат и потоа почнавме со изградба на сите овие потребни инфраструктурни објекти. Најпрво се започна со фекалната атмосферската канализација, потоа со топловодот и сега на крај продолжуваме со тротоарите, осветлувањето и коловозот. Градоначалник, на Влајко забележав дека се поставуваат некоја опрема, што ќе биде со дуќаните, пошто сега за некои... Да, на Влајко ќе се пресели дел од општинската администрација, бидејќи знаете дека тамо ќе градиме нова општинска зграда и дел од општинската администрација ќе ја преселиме во тие простори ќе бидат, со тоа што се создаваат нормални услови за работа на нашите службеници. Во исто време на граѓаните на Карпош, односно на Влај 1 и Влај 2, ќе им биде возможено да сите потребни услуги што ги дава општината Карпош да ги добијат во нивна непосредна близина. А колку точно локали ќе биде администрацијата и колку се локали нели за намената која што беше комерцијална? За администрацијата ќе бидат вклучени 8 локали. Остатокот ќе си остане за намената која што ја имаше претходно. Дел од нив се издадени, меѓутоа дел се и продадени веќе, на кои што ќе им дадеме на собствениците, конечно имаме имотни листови да им дадеме на собствениците имотни листови. А споени се дуќаните нешто, пошто се малечки или дали? Да, споени се дуќаните и се прави инвентар, опрема се внесува, сето тоа што треба, обезбедена е климатизација, грејење и така натаму за целосно нормално функционирање. Кога би требало да се преселат? Па јас очекувам дека за 10 дена ние ќе завршиме таа работа и ќе се преселат службите. Па не може целата администрација се префрли, дел од таа администрација ќе дојде на Мостот Влај. Исто така и местната заедница Влај 1, местната заедница Влај 2, секретарите ќе бидат едниот од едната страна, другиот од другата страна. Бидејќи и така граничат двете местни заедници Влај 1 и Влај 2 и сече улицата Партизанска. Јас очекувам дека се ќе завршиме до 15 јуни. Тоа е согласно нашата програма и согласно проектите што ги изработивме, сообраќајни решенија додека добивме така натаму се тоа да се заработи. Ние општина Карпош има посебен договор кој што е многу построг во однос на тоа што го потпишува градот Скопје и многу построга контрола водиме за тоа што кабловските оператори Телеком и ЕВН работат по тротоарите и улиците на територија на општина Карпош. Мислам дека со тоа е очигледно дека тоа не е тоа. Тие ветија дека уште минатата година дека ќе набават метални шахти, метални капаци и така натаму, дека тоа ќе биде како што треба. Меѓутоа гледате дека тоа е со различни нивелети, крајно грубо изгледа, естетски крајно лошо и во исто време и нефункционално, што значи дека таа шахта на првото возило што ќе се подкачи незе ќе пропадне, а во исто време е крајно лошо направено што навистина не навредува. Повеќе нема да им дозволуваме такви да поставуваат.